Добро вечер, почитувани гледачи. Во вечерашна емисија Плюс Минус на телевизија Нова, мој гостин е господинот Виктор Цветковски, екс-председател на Советот на општината Куманово, сега само член на Советот, независен, како што денеска обзнани на седницата на Советот на општината Куманово. Господине Цветковски, добро вечер и за вас. Добро вечер и за вас и за гледачите на телевизија Нова. Само што реков, денеска имавте една навистина бурна расправа на седницата на Советот, поврзана со информацијата околу судските пресуди во 2012 година за општината Куманово, односно надомест на штети и така натаму. Ево од прва рака, со оглед на тоа дека бевте мој соработник во времето додека бевте председател на Советот на општината Куманово, се консултирав со вас за некои работи, да не ве злоупотребам. Сега донесовте ли некои заклучоци? Со оглед на тоа дека не можев објективно да ја следам седницата до крај. Па да, денеска имавме една маратонска седница, од 35 точки имавме дополнение. Мислам дека не грешам, заклучно завршиме некаде, дневниот ред го усвоивме со 35 точки. Во 16 часот ја завршиме првата точка, значи скоро полни 6 часа разговаравме, дискутиравме исклучиво по првата точка, информација за состојбата финансиска на општината, предизвикана од правосилните и извршни пресуди кои што се донесени каде што општина Куманово е тужена страна и по разни судски други основи и постапки. Имаше дискусија во најголем дел од сите советнички групи, активна од многу советници, така да заклучоците на крај се заврши со заклучоци градоначалникот да продолжи со администрацијата, со сите активности во делот на користење на правните лекови, воредни правни лекови, процедури кои што и до сега ги работеше. Имаше предлог да не се оди со еден таков заклучок, затоа што градоначалникот тоа и до сега го работеше. И администрацијата и до сега ја застапува општината, и до сега излегува пред судските органи во сите овие постапки, така да неспорно е, Советот, мнозинството сметаше дека повторно со еден заклучок да се задолжи градоначалникот да ги искористи сите правни лекови, уште по-ажурно и така натаму. Тоа беше заклучокот кој на крај резултираше, информацијата беше усвоена од страна на Советот. Јас ви благодарам за ова. Господине Цветковски, ајде, како се чувствувате сега по вашата смена од председател на Советот на општината Куманово, или спортски кажано, подобро ли е да сте играч или тренер? Па, видете, се чувствувам најнормално. Значи, тоа е составен дел во животот воопшто и во политиката. Значи, да сте некогаш прв меѓу еднаквите, некогаш да ја водите работата, да ја организирате работата, да бидете оној кој што е предводник на еден орган, што е нормално и во животот во други сфери, се случи да Советот, мнозинството одлучи дека или да најде вина дека јас не треба повеќе да ја водам седницата, да бидам седниците и да бидам председател на Советот на општината. Не се чувствувам далеко тоа дека паралелата тренер-играч, повеќе можеби одговара капитен. Бев капитен на Советот, сега има друг капитен, денеска имаше огнено крштевање, успеа да значи од 30 и кусур точки да завршиме за 7 часа 2, значи од тука натаму одговорноста, ако пред се градоначалникот во неколку наврати бараше моја смена, се обидуваше порано, можеби малку по латентно, но имаше такви обиди предходно да бидам сменет, но ете, веќе нема да има алиби дека Виктор Цветковски, председател од тогашен на Совет, му пречел за дејствување. Од тука натаму ќе има можност со нов председател да бидат поефикасни во одлуките и донесување на одлуките на Советот. Така да тренери многу повеќе би кажал дека се тренери повеќе би кажал дека се
партиските раководства. Јас со мојот тренер и со моите тренери очигледно им излегов од концепцијата на играта и тука веројатно сега ме чувствува или подолго време со тоа што ми исклучи од игра, ме чувствуваат за играч без ангажман. Се додека сум во Советот ќе бидам крајно ангажиран да ги бранам интересите на граѓаните, да ги застапувам интересите на граѓаните и тоа беше причината зошто и дојдовме во една ваква ситуација да излезам од концептот кој некој го замислуваше дека треба да биде таков. Така. 4 години веќе, може да се рече 3,5 години, бевте прв човек на Советот на општината Куманово, раководевте соседниците. Сега е Максим Димитриевски на ваше место. Меѓутоа, сакам да ве прашам, дали деловникот на Советот на општината Куманово на некој начин не е недоречен? Не од практични причини. Често пати го толкуваат советниците, а и председателот на Советот, деловникот на свој начин. Без оглед што точно е утврдено како се води дебатата, кој има право на збор, кој има право на реплика, кој има право на контрареплика, сепак често пати и сами знаете дека доаѓа до такви ситуации да понекогаш и комични. Моje лично видување и убедување во делот на деловникот се работи за едно многу квалитетно решение кога се гледа генерално, комплетно самиот текст на деловникот и сигурно дека праксата и мене во некои одредени ситуации ми давала идеи дека одредени работи може малку подобро да бидат прецизирани. Значи, но многу повеќе и јас имав таа пракса, денеска и новиот председател Димитриевски имаше видување различно од страна на советниците и обратно, советниците има различно видување од страна на председателот, но реално затоа председателот ја превзема одговорноста и кога одредени работи не се доречени, и пак ќе повторам овде, многу повеќе толкувањето си го зема секој на свој начин и тоа веќе може би да кажеме дека и тоа дел од тие политички пресметки е сега прашањето е и кој ја има умешноста сето тоа да го затвори на еден начин или на друг начин, како прашање, како тек на седница и така натаму. Денеска дојдовме во едни ситуации каде што ќе треба уште председателот нов да поработи на деловникот и на познавањето на деловникот, затоа што е обемен текстот. Така. Господин Цветковски, ве повикав да кажете како и зошто пукна тиквата помеѓу вас и Социјалдемократскиот сојуз и дали се уште сте член на партијата? Како ќе делувате во Советот, позиционо или опозиционо? Па видете, ајде малку и хронологија, добро и за гледачите на телевизија Нова, пред се и за граѓаните на Општина Куманово, јавноста да цени што и како беа случувањата во изминатите 100 и неколку дена. Значи во политиката многу пати не случајно 100 дена се оставаат за јавноста малку да работите ги следи, да легнат после одредени случувања. Така да и овде на 5 јули тргна нешто порано целата работа, дојдовме во позиција да одлуката на централното партиско раководство на кое бев и јас дел тогаш, влеземе во една порана постапка на утврдување на кандидати. Проценката беше дека во тие први градови треба да биде и Куманово. И тука, кога веќе влеговме во постапка за утврдување на кандидат за Куманово, почна постапката онаква како што беше зацртана во актите на со актите на партијата. Дојде повторно предлог на централното раководство, односно пред одлуката, затоа што бев присутен кога се дискутираше за кандидатот, се спротивив на изборот на господинот Дамјановски за кандидат и во претходните консултации во постапката додека одеше да предлог кој што ќе биде дадена согласно со централното партиско раководство, биде господинот Дамјановски и да биде пред конференцијата општинска на општинската организација како предлог на кој централното партиско раководство му дало согласност да се изјаснат делегатите.
изнесов многу аргументи и во консултациите претходно со партиското раководство и со првите луѓе на партијата пред се и во делот на постапката понатаму и кога одлуката се носеше. Значи, аргументите кои тогаш ги изнесов дека доаѓаме во пред се еден мандат кој што јас сум бил дел од тој мандат на локална самоуправа како председател на совет, дека искрено сметам дека резултатите кои што локалната самоуправа во овој момент ги има не се доволни за да излезе истиот кандидат и да бара поддршка, дека можевме многу повеќе направиме без разлика што реално имавме пречки од страна на централната власт по многу прашања и тоа е точно и тоа е неспорно, но тврдам дека многу работи не одеа во правец како што доликува на еден градоначелник и администрација веќе искусна втор мандат кој претендира да биде трет мандат. И дека не можеме со одредени непринципиелности, неодговорности, со политика на двојни аршини да бараме мандат од граѓаните и сметав дека треба да направиме корекции во тимот кој што ќе се појави пред граѓаните. Тоа беше мое барање, мое мислење и јас го изнесов пред органите на партијата и пред првите луѓе и тогаш дури во една веќе директна конверзација кажав и тоа дека јас позади кандидатурата на господин Дамјановски не застанувам и свесен дури на тоа дека можеби тоа ќе биде и крај на мојата политичка кариера во која сум се вложил, во која имам резултати позади себе, релативно млад во политиката, но веќе долго време екзистирам и работам и делувам, но сметав дека ние како Социјалдемократски сојуз, ако сакаме да и цело време како раководство на кое бев дел 3,5 години, некако се поклопија мандатите мои во Советот и во раководството на Социјалдемократскиот сојуз тогаш, да излеземе со нов лик, со нови луѓе, со нова политика која ќе се спротистави на актуелната владина политика. Моите аргументи очигледно не беа доволни да ги убедам сите нив и кажав тогаш јас мое овде да поднесам оставка од раководството и поднесов оставка не сложувајќи се со изборот и предлогот кој што беше спуштен на конференцијата. Од тука натаму тргна работата, очигледно негде некого повредив. Тоа е мое убедување, после сите овие 100 дена, сето она што се случуваше од тука натаму следеше една седница на 5 јули, на која покрај мене, заедно со мене уште 5 члена на Советот од Социјалдемократски сојуз и двајца од тогашната коалиција гласавме една одлука спротивно на предлогот на градоначалникот за јавно-приватно партнерство, односно давање согласност за да отпочне постапката за спроведување на јавно-приватно партнерство во Куманово газ и тука веќе тргна работата надолу, значи во смисол на политички линч, буквално политичка агресија во многу сфери, значи директно се отиде со исклучување од партијата мое на 6 јули, дојде генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, на седница на извршен, ние предлагаме Виктор Цетковски да биде исклучен од партијата. Со тоа гласање 12 за таков предлог, тројца се спротиставија директно, гласа против, еден воздржан. Веднаш потоа, значи согласно статутот овде би само споменал дека бев исклучен со едно образложение дека седам на 2 столици. Не знам, сум шурувал со власта и така натаму. И овде само да напоменам дека статутот предвидува во такви ситуации да биде повикан оној што се исклучува. Јас не бев повикан, но знаев, повикувајќи се на статутот, отидов на таа седница. Ми исклучи орган кој не беше надлежен и тогаш кажав дека јас ќе ја чекам одлуката, а веднаш штом ќе ја добијам, ќе се спротиставам со аргументи во жалба која статутот ми ја дозволува. Јас од тогаш ниту добив одлука да ми се достави, ниту добив аргументи било какви за такво едно образложение, посебно што бев исклучен само јас, не е спорно, значи ако била проценката таа, потоа тргна обидот за нова систематизација на работно место, за да се сведам на позиција референт и така натаму. Накрај заврши со тоа не успеа, значи управниот одбор се наддигна и се издигна над таквото барање на
градоначалникот, кабинетот негов и првите соработници да бидам со нова систематизација. Управниот одбор немаше разбирање за нивното такво барање. Со 3-1 гласање, изјаснување по тој предлог, не помина предлогот во управниот одбор и се уште сум на работното место кој тогаш бев. Дали понатаму ќе видам. Овде би напоменал дека јас сум подготвен за сето она кое што е политички одлуки. Неспорно е и тогаш кажав, дури свесен сум дека можеби овде и ќе застанам со мојот политички ангажман. Не е спорно тоа. Но со ваквиот начин и пристап на кој моите поранешни колеги од партијата влегоа во една пресметка со мене, само поради тоа што различно размислувам, мислам дека далеко од коректно, но не е спорно, тоа е нивниот политички пат, нивни методи на работа кои ги избрале. Мислам дека со такви методи тешко ќе ги убедат граѓаните дека заслужуваат доверба и во наредниот период и само ги потврдуваат моите аргументи што ги изнесував порано и само ја потврдуваат тезата која застапував дека со на ваков начин трет мандат нема да се добие во општина Куманово. Така да продолжува политичката битка. Денеска објавив во Советот дека од денеска продолжувам да работам во Советот како независен, затоа што 100 дена се доволно време да во партијата на која и јас припаѓав размислат, видат, ги согледаат грешките. Искрено можеби онака и очекував дека ќе видат дека грешат на ваков начин. Гледам дека од сето тоа нема. Јас не добив одлука, а имав третман на исклучен член, што ме така од денеска веќе јас делувам и действувам како независен и денеска го кажав и во Советот кога тоа го објавив дека ќе продолжам да действувам пред се водејќи се од барањата, интересите на граѓаните, нивните права, интересот на градот, а секако дека ќе давам подршка на сите проекти на актуелното мнозинство што ќе сметам дека се такви. Се исклучиво во интерес на градот и граѓаните. А се она, а веќе многу точки излегува дека не се во интерес на граѓаните, нема да добијат подршка. Господин Цветковски, дали се ова што ви се случи, што ве снајде поради вашата амбиција да бидете градоначалник, односно да се кандидирате за градоначалник на општината Куманово, со оглед на тоа дека тоа во партијата не го крие и партијата мислам дека знаеше барем уште од вториот мандат на господинот Дамјановски. Во рете, јас и господинот Дамјановски имавме еден партиски, би кажал, убедувања, судир, строг збор, но и 2009 година во тој дел се надпреварувавме кој да биде кандидатот. Тогаш јас бев тој кој што апсолутно кажев. Јас ќе дадам подршка и максимално ќе бидам вклучен во кандидатурата на градоначалникот Дамјановски, затоа што амбиентот беше таков, граѓаните го чувствуваат тоа, граѓаните велеа дека тоа е најдоброто решение и ќе победи во прв круг. Тоа се случи. Јас бев убеден во тоа, работев. Јас овој пат по сите, значи во овој мандат кој што го одработувавме заедно, вториот мандат, а мој втор мандат, но прв пат со градоначалникот Дамјановски во позиција на советник, не ме убеди дека е тоа така. Значи многу идеи кои што Советот ги донесе, ги реализира, дури и по предлог на градоначалникот. Почнавме амбициозно, кажавме и дури во програмата Куманово без калдрма. Калдрмите уште ги има во центарот на градот, дел од нив сега во оваа кампања пред изборите градоначалникот влезе да ги работи, да ги асфалтира по програма која Советот исто така донесе, значи Советот и градоначалникот работат заедно. Донесовме програма, значи, за пречистителни станици и решавање на канализациони мрежи во руралните средини. Таа програма од разни причини не се реализира. Донесовме минатиот пат пред неколку месеци донесовме одлука со која Советот ќе биде пренесуван, сниман и пренесуван на локалните телевизии.
помина 3,5 месеци, 4-ти месец поминува, се уште немаме одлука, односно имплементација на тоа, значи 2 циклуса на јавни набавки можеше до сега да се направат во најдолгите рокови согласно закон за јавни набавки. Исто така донесовме детален урбанистички план за централно градско подрачје каде што ќе го решиме паркирањето со подземни гаражи, ништо од тој проект. Донесовме како совет на општина проект за управна зграда, денеска имаме на дневниот ред измени на развојната програма каде и на буџетот каде средствата ќе се тргнат, нема да биде реализиран. И многу одлуки донесовме кои што градоначалникот не ги реализира. А многу често знаеше она што ќе го реализира да го персонализира, дека исклучиво негова заслуга, а не дека органот, совет на општина и градоначалникот действуваат заедно и доаѓаме во една позиција да кога нешто не оди и не чини, советот не е добар, кога се е добро, тоа сум јас. Општина Куманово не може да оди со таква една персонификација во една личност, затоа што граѓаните даваат доверба на органите, тоа е градоначалникот, тоа е совет, еден на друг упатени органи, работат заедно, рамката по која работи градоначалникот ја дава советот и сите овие проекти кои што не се реализирани, верувате во руралните средини, освен во приградските населби, имавме одлуки кои што воопшто не се отпочна. Значи, оние 2 проекта со Светска банка, кои што сега да не објаснувам, но не е лошо и граѓаните да знаат дека тоа се кредити кои што ги зема владата на Република Македонија, ние даваме приоритет како совет, општина и така натаму, а се работат по стандарди на Светска банка и имплементацијата оди по нивни правила. Така да, тоа е еден комплексен каде што сите имаме на некој начин заслуга. Се друго во овој дел, да не говориме за, денеска прочитав на локалните портали дека горионицата, популарно кажана, за цврст отпад, дека во наредниот период ќе се реализира и за тоа, да не заборавам, советот даде пред 2 години поддршка на еден таков проект и гледаме дека ние даваме поддршка, даваме рамки, се бара од нас поддршка, ние даваме поддршката, а во тој дел немаме реализација. Минатиот пат донесовме одлука за ослободување на сите рурални средини, селски населби, каде што немаме техничка можност за јавно осветлување. Денеска и тоа ќе има информација, се постои како точка на дневен ред на продолжението во понеделник, сигурно дека ќе чуеме што ќе биде дадено како аргумент. Значи, првата сметка после нашата одлука беа тие средства тргнати, не беа составен дел на сметката во селата кои што беа ослободени. Веќе втората и третата повторно. Значи, тоа е едно непочитување кој што одлуките ги носи. Јас стварно би сакал и затоа денеска дадов поддршка за еден таков предлог, да слушнеме кои се причините што многу често се случува одлуките да не бидат почитувани. Да не говорам за непрофесионалноста која градоначалникот дозволи да завладее во неговата администрација. Имаше директни навреди према советот, градоначалникот воопшто не застана на страната на администрацијата, иако имаше директни барања, извинување во најмала рака, каде што буквално на седници на совет навреди кон советници. Кога минатиот пат на минатата седница, дури медиумите тоа го пренесоа на реакција на советници дека администрацијата грицка семки на седница на совет. Повторно нема реакција од градоначалник, кога самата администрација и градоначалникот не го почитуваат советот како орган со кој работат, не може да очекувате дека граѓаните ќе бидат почитувани од таа општинска администрација. И тие поплаки до мене како председател, секој оној што не можеше да влезе во општината, секој оној кој што имаше било каков проблем со општината, доаѓаше кај мене на работното место, затоа што јас немам пријавница, затоа што јас немам служба за обезбедување и секогаш може да влезе. Дури и после сите тие поплаки кои градоначалникот очигледно ги почувствува, воведе и ден за прием, повторно не ги прима граѓаните, туку завршуваат кај шеф на кабинет, кај секретар на општина и така натаму, и повторно имаме поплаки. Сето тоа се аргументи кои мене ме натера да не ја дадам поддршката за трет мандат,
свесен, пак ќе кажам, на можеби дека тоа за мене ќе биде крај на политичката кариера, не е спорно, јас не живеам од политиката, имам своја професија и мојата професија во секој момент ми дозволува и мојот кредибилитет пред секако личност да работам и живеам и без политиката. Така. Кога сме тука, уште само едно прашање поврзано со ова. Зошто, да речеме, Социјалдемократскиот сојуз се одлучи кандидат да биде господинот Зоран Дамјановски, а не Виктор Цветковски? Значи, не е спорно кандидатурата на Виктор Цветковски дали требаше да биде. Значи, јас и во целата постапка... Мислам, зад него застана партијата, зад вас не. Не е спорно. Значи, тоа е одлука на партијата. Партијата ќе си носи последици за тоа или можеби ќе триумфира на крај, но тоа да видиме, март ќе каже кој и како ќе бидат. Одговорноста си е во челните луѓе. Но има, овде би сакал да кажам, и тогаш во тие убедувања и дискусии, тогаш кажав дека јас не мора да бидам спуштен на конференција. Градоначалникот Дамјановски не треба да биде. Или да биде спуштен со било кој друг. Членовите на Социјалдемократскиот сојуз да добијат право да гласаат со градоначалникот Дамјановски, нека биде спуштен било кој. И тогаш кажав, тогаш ќе имаме легитимитет на одлуката, ќе нема да имаме чувство дека ни е наметната, и ако господинот Дамјановски биде изгласан од страна на делегатите, јас прв ќе му честитам и ќе застанам раме до раме уз него. И тоа има записници, тоа најодговорно го тврдам, беше кажано. Не мора јас да бидам спуштен на конференција. Нека биде спуштен било кој со господинот Дамјановски. Но кој ќе бидат спуштени два делегата, дајте им право. Како ќе бараме ние подршка кај граѓаните, ако подршката не ја добиеме прво членството? И остана една дамка, остана дека членството не се произнесе за кандидатурата на господинот Дамјановски, онака како што доликува на една партија. Јас само барав да членовите тогаш се произнесат. Ако господинот Дамјановски не може да биде сигурен дека ќе добие внатре во партијата подршка, или раководството тогаш на партијата не беше сигурно дека ќе добие подршка, како тогаш ја бараме подршката од граѓаните? Тоа беше мој аргумент на кој јас се спротивив. Беше одлучено како што беше одлучено и тогаш кажав, ја не мора да бидам кандидат. И упорно во делот на, дури веќе влего една постапка на дискредитација или омаловажување, зошто не кажеш дека не застана зашто ти не си? Не е така. Ја докажав 2009 дека јас, позади господинот Дамјановски, застанав без никаков проблем. Ама тогаш јас бев убеден дека тој ќе победи. Овој пат не сум убеден дека ќе победи со ваков начин на работа. И тоа е мое право како граѓанин пред се, сега и како независен член, и многу пати сум тврдел и за себе дека јас во политиката ќе действувам се до моментот дека сметам дека политиките кои што ги креираме во сите органи и тела во кои сум учествувал се исправни и правилни. Ако сметам дека не е исправна, не е правилна оваа одлука, јас нема што, тука застанувам, продолжувате без мене. И тогаш кажав, јас не е спорно, не морам да бидам ништо, ќе го искористам правото во статутот да бидам само пасивен член. Статутот тоа дозволува. Не ме гледате како кандидат, ама не ме терете јас со својот кредибилитет да влезам во одбрана на кандидатурата на Дамјановски. Тоа беа моите аргументи. Јас и тогаш кажав, јас сум подготвен да се тргнам на страна и да си бидам обичен член на Социјалдемократскиот сојуз, ама нема да застанам и нема да одам раме да кажувам дека е најдобар кандидат, затоа што јас во тоа не сум убеден. Така. Господине Цветковски, според вас, не сте малку во политиката. Како би изгледал профилот на функцијата градоначалник на општина Куманово? Значи, и Социјалдемократскиот сојуз има кандидати, односно градоначалници, кои може да ги земеме како пример, но да не ги многу рекламираме во емисијата. Факт е дека градоначалникот пред се е непосредна функција, која мора да е во непосреден контакт пред граѓаните, мора да е достапен во секое време на граѓаните, мора да е соживен со проблемите, мора да овозможи максимално градот да функционира и да
да се посвети максимално во делот на и добрите и лошите страни кои што една функција од тој тип ги нуди. Ние во општина Куманово и во овој момент и претходно кажав, се соочуваме со една така селективен период на решавање на проблемите и така натаму. Ние имаме реален проблем што владата на Република Македонија на нас во изминатиот период подолго време, значи не ни воопшто трансферира средства во капитални инвестиции. И тоа е реален проблем кој што ние како општина Куманово имаме. Но решавањето на проблемот е веќе умешност и концепт кој ќе го одберете. Не може денеска дури на седница на Совет дојдовме да ние велиме нас судските органи не блокираат и ни земаат 70 евра проценка за земјиштето кое е проценето и по кое ќе ни се одземат парите, а не сакаме да кажеме дека граѓаните во изминатиот период добиваат решение кај што изградено земјиште, не изградено, туку изградено градежно земјиште им се проценува по 134 евра, конкретно денеска на Совет ја кажав и адресата, и сега вамо од една страна викаме судот ни рачуна 70 евра, тоа се многу, а од друга страна општината истите тие средства се влеваат по основ на данок на имот. И тоа е двојниот аршин на кој јас се спротивставам. Да бидеме реални. Или ќе ги браниме интересите доследно на граѓаните, или ако веќе напаѓаме политика на одредена политичка партија, конкретно на централната власт, дај да ја напаѓаме, ама да не правиме ние исто на некое друго ниво. Тоа се случи и тоа се случува за жал во неколку сфери и во општина Куманово. Ја напаѓаме политиката на владата, што е за напаѓање апсолутно, значи дојдеме во една непријатна ситуација. Едно од прашањето беше зошто токму сега пред неколку месеци пред изборите, да речем. Што? Оваа судска пресуда, овие судски пресуди. Ама видете, ја и денеска го говорев правев анализа, значи на оние кои се симнати средства, и тие средства се некаде околу 3 милиони 800 во 2012 веќе симнати средства од пари, тоа се некаде околу 60.000 евра. И нешто повеќе. А од друга страна, тоа се веќе извршени правосилни средствата, веќе се подигнати од сметките на општина Куманово, но од друга страна, овие предмети кои што денеска беа кажани и изнесени и дел од информацијата, по неколку од нив не се завршени, значи не е правосилна, а други не се искористени воредните правни лекови после правосилноста. Од тука натаму, трета фаза е постапката за извршување. Значи, постапката за извршување дава разни можности и сето тоа да се направи. Значи, и тоа мора да се наплати. Апсолутно. Тоа е она што го говорам цело време. Значи, ние имавме ситуација да Република Македонија по разни основи треба да трансферира многу средства. Капиталните инвестиции ден денеска се во надлежност на владата на Република Македонија, која преку трансфери и дотации ги доставува до општините. Исто тоа се случува во делот на материјални трошоци и во делот на образование, превоз, нафта за училиштата. И ние доаѓаме во една ситуација кај што тие средства со години ни се кратат, а локалната самоуправа не превзема ништо да тие средства си ги надомести. Дури прави уште, според мене, погрешен потек, правиме ребаланс на буџет каде што од наши капитални приходи на граѓаните на општина Куманово ги надополнуваме дупките на буџетот кој што владата не ни прави. И јас и градоначалникот сме биле на заеднички средби, анализи како да излеземе од овој проблем. И тогаш беше дека имаше предлози од страна на реномирани адвокати дека во ваква ситуација општините пред се лево ориентирани, социјалдемократски тие се 4, во вакви случаи комотно може да ги оптужат и Министерство за финансии и така натаму, затоа што буџетот е на сила и има сила на закон. Кога некој не извршува обврски кои што се влезени
со закон, затоа што буџетот се носи во постапка иста како и закон, не може обврски преземени Министерството за финансии да не ги трансферира. Како ги трансферира платите? Ако платите не ги доставите, вие имате право и основ за тужба. Истото тоа се однесува и на трансферите кои што владата не ги доставува. Градоначалникот и денеска нема обтужено нити министерство, нити влада за овие обврски. А уште полошо, по втор пат ги казнуваме граѓаните од наши пари, затоа што од буџетот не добиваме ништо, а доделуваме средства по разни основи, даноци, приходи, ДДВ и така натаму како граѓани на општина Куманово, а од друга страна ние повторно доаѓаме во ситуација градоначалникот со предлогот кој што го дава со ребаланс од капитални инвестиции, затоа ние инвестициите ги намаливме. Ние една година 48 милиони денари симнавме, тоа е повеќе од 800.000 евра. Втора година минатата некаде околу повеќе од 35, некаде околу 35-6 милиони денари. И доаѓаме во ситуација да ние тоа го на еден начин толерираме односот на владата, а од друга страна овде во делот на судските постапки взимаме една позиција која што во моментов не се исцрпени сите правни лекови и има можност тоа да знаете, да продолжи. Ово од причина што сте ги чуле веројатно коментарите, дека сега владата на Никола Груевски ќе ја клекне на колена општината со овие средства без оглед што се работи за независно судство, така. Значи јас апсолутно денеска кажав, дури имам чувство дека градоначалникот малку ова како алиби го користи. И го кажав тоа најотворено на седница на совет и имам чувство пак и денеска во емисија го кажувам. Значи прво советот имаше проблем, потоа советниците не гласа за јавно-приватно партнерство, свесни ли се што му прават на градот и граѓаните, и излезе дека не се советниците криви, владата и општина Куманово не се подготвени затоа што регулаторната комисија не дава согласност и основна пречка за да домаќинствата немаат дотур на газ е цената, а не советниците дека не донеле јавно-приватно партнерство. Советниците се спротивставија 8 месеци пред избори, некој 49% да не влезе со приватен капитал во јавно-приватно партнерство во Куманово газ. И тоа и денеска тврдам дека е исправно. Денеска се случи да повторно кажуваме дека судот ќе блокира сметката, во ред, политички притисок од страна на градоначалникот. Ама има уште аргументи. Ја и денеска го кажав на совет. Постапката не е завршена. Воредни правни лекови има. Да, извршно е, може да се изврши. Ама и извршувањето знаеме дека има постапка и тоа е постапка и знаеме дека и извршителите се свесни дека блокирање на општина Куманово ќе значи само поени за градоначалникот. Нема да биде минус за градоначалникот. И владата и тврдам дека се свесни, затоа што не може град од 120.000 жители некој да си дозволи да го блокира функционирањето. Пред малку дека и Министерството за финансии па должи на општината Куманово. Така е, должи значи по многу основи. Значи ние не ги што се вели ќе изгубиш на мост, ќе добиеш на ќуприја. Така е. И затоа тие причини сметам дека не е толку црна работата како што се прикажува. Само треба малку поажурно да се влезе, малку поагресивно да се влезе и во комуникација со сите надлежни, и судовите, и владата, и собранието, и сите надлежни по сите овие прашања што претходно ги напоменав. Така. Господин Цветковски, за вас може да се слушнат и вакви коментари. Образован, одмерен, умерен, повеќе со чиновнички способности, отколку менаџерски, емотивен и прилично суетен. Што би додале вие? Ова се коментари или ваш коментар? Коментари на граѓани, на политички противници и до вчерашни ваши колеги. Ајде од позади, од крајот на прашањето, значи оставам секогаш да јавноста цени да со сите оние со кои јас работам, делувам, действувам и така натаму даваат суд за мене како личност, за мене како политичар, за мене како професионалец во професијата која работам. И тоа не е спорно, секогаш сум кажувал дека
кога некој ќе влезе во јавен сектор, посебно во политиката, нормално е да биде изложен на коментари и да биде секогаш на суд на јавноста. И тоа е најприродно. Јас сум имал многу прилики, знам само едно, дека секогаш во недостаток на аргументи, кога некој ќе дебатираме со било кого, во недостаток на аргументи, 2-3 пати во животот ми се има случајно да ми се каже дека сум суетен. Не сум суетен и не се чувствувам никогаш таков. Секогаш се борам да бидам принципиелен. Првите одлики кои што вие ги кажавте на мојот карактер, она што го говорат политичарите, јавноста, оние што ме познават или работеле со мене, го демонтираат она што го кажавте на крај. Ако кажавте дека сум одмерен, не знам, уште неколку епитети. Да, одмерен, умерен. Кажавте, така, суетата не е одлика на одмерен и умерен. Значи, ако сум ја одмерен и умерен, сигурно дека суетата не е составен дел и не оди заедно со умереноста и одмереноста, а ви кажав, моје искуство покажува дека секојаш кога моите соговорници или опоненти доаѓаат во ситуација да немаат аргументи, нормално мора во своја одбрана да каже дека сум суетен, но не е спорно, пак ќе кажам, јас сите оние што добро ме познаваат, мислам дека знаат дека пред се работи за принципијална личност, честна личност, одговорна личност и човек кој што држи до збор. Значи, мојот збор и мојот став јас не го менувам од седница на седница, мојот став и збор не го менувам од муабет па после врата друг муабет и така натаму. Мојот збор важи и сега, ќе важи и после, ќе важи и утре, и тоа е разликата што и во Советот се виде, разлика која многумина, не има таа одлика и мислам дека не е спорно. Јас ќе останам онаков како што сум, секогаш со тенденција да се подобрам, секогаш добронамерно ги прифаќам сите критики, реални, искрено да ви кажам, и ова што сега ми го дадовте, ќе го земам во предвид и сигурно ќе го проанализирам дали е тоа така. Затоа што основна одлика за мене е дека се преиспитувам многу пати и за она што ќе го направам и за она што ќе следи, и така да и сега ова што го дадовте како коментар, сигурно дека ќе биде добро анализирано од моја страна. Така. Пак ќе ве прашам, има ли амбиции Виктор Цветковски да се кандидира за градоначелник на општината Куманово на наредните, на престојните локални избори во март? Видете, јас моите амбиции никогаш не сум ги ставил во прв план, пред се, и тоа сум го покажал во многу наврати во моето политичко действување во мојата партија. Значи, имало ситуации кога сум се откажувал, некој сакал пето место, мене ме рангирале органите на пето, ја му го давам пето место, јас одам на седмо место, ама гледате, јас ни тој тогаш не влеговме во само за интерес да ставиме крај на некои погрешни политики. Истото се случи 2009 година. Јас повторно дадов предност на, аргументирано прифатив дека предноста ја има тогаш актуелниот градоначелник и така натаму. Овој пат јас ќе останам, значи, пак доследен на она што го кажав. Не размислувам се уште за такво нешто, но времето се наближува. Видете, да оставиме нешто за некоја следна емисија. Значи, политиката очигледно е дека се менува од ден во ден. Гледате дека конфронтацијата на двата политички блока е се поизразена. Гледате дека она што на централно ниво некој го критикува, го практикува на локално ниво и обратно. Оној што го критикува на локално ниво, го практикува на централно ниво. И моје убедување е дека овакви случаи, како мојот, се повеќе ќе има. Се повеќе ќе имаме ситуации кај што луѓето ќе се одважат и пред се слободумни луѓе кои што размислуваат со своја глава, кои држат до свој став, се повеќе ќе се одважат да се спротивстават на вакви политики. Јас тврдам дека на граѓаните им е преку глава да ги следат и слушаат препукувањата. Само еден пример ќе ви дадам. Јас бев исклучен од партијата со образложение дека седам на две столици со партиите од власта. Мене ми се случи, истите тие луѓе кои ме критикува дека сум седел ја ради коинциденција на гласање. Никаква координација немало, затоа што бевме 6 советника.
дојдовме во ситуација јас да бидам разрешен со гласови од политика и политичка партија на власта. Мене ме критикуваа, мене ме исклучија дека јас сум седел на две столици, затоа што има коинциденција на гласање. А овде имавме ситуација, гласовите со ДУИ, градоначалникот и неговата свита со телефони успеа да ме сменат. Тоа е искрено само моја уште една морална победа, дека некој нешто критикува и прави од тоа спектакл кој што не постоеше, а од друга страна свесно влезе со една таква структура политичка, дури денеска видовме. И сега вие се погодија на 4 октомври бев ја разрешен, на 5 беше интерпелација на влада. Андре Петров излегува, го критикува ВМРО ДПМН дека маските се тргнати, шуруваат заедно и така натаму, а претходниот ден ДУИ и СДС ме разрешија. И па сега кого критикувате, а правите исто. Е тоа. Добро, сосема друга е ситуацијата на централно ниво. Вие сами знаете дека на локално ниво е друга политика, на централно ниво е друга политика. Тогаш тоа се непринципиелни политики и такви политики се повеќе ќе имаат приврзаници кои што ќе им се спротиставуваат на таквите политики. И очигледно е дека на јавноста такво нешто им треба. Можеби тоа ќе биде за сите нас некоја иницијална каписла да нешто се прави, вака не оди. Така, пред малку рековте дека сте исклучени поради седење на две столици. Па оттаму и некои шпекулации. Дека можеби ќе бидете кандидат на ВМРО ДПМН за кандидат за градоначалник на општина Куманово, само да се победи Дамјановски. Значи, тоа се шпекулации. Тоа чаршијата може да го говори и тоа не е спорно. Јас овде ќе кажам најодговорно. Дека и оваа снимка сигурно некојаш ќе може да се користи, како што јас имам во својата архива некои снимки што можеби некојаш ќе ги користам. Најодговорно тврдам, Виктор Цетковски беше член на Социјалдемократскиот сојуз и никогаш повеќе нема да биде член на ниту една друга партија. Значи, можеби мој политички ангажман и кима, можеби моето искуство од 12 години кое и градоначалникот го кажа, веројатно земајќи во политиката, земајќи го првиот мој мандат во Совет, од тогаш натаму и до сега, но најодговорно тврдам дека јас на друга партија член не можам да бидам и уште помалку нема да бидам кандидат на друга партија. Значи, тоа уште посигурно. Значи, така да тоа се шпекулации, а граѓаните, тоа е веќе нешто друго. Еднаш рековте дека во душа останувате социјалдемократ. Да, јас сум и идеолошки тој, социјалдемократ. Ја и на тогаш на таа седница кога ми исклучува моите колеги од Социјалдемократскиот сојуз, на господинот Андре Петров му кажав дека со вакви одлуки некое друго раководство мене ќе ме врати во партијата, можеби. Така да јас сум социјалдемократ по убедување. Меѓутоа пак ќе одите против себе. Пред малку рековте нема да бидам член на ниту една партија. Не, ама запазите, не друга партија. Значи не друга партија. СДСМ е единствена партија која сум бил член. И во која можете да бидете член? И во која можам да бидам член. Но тоа е прашање на време. Значи многу внимателно следете ме. Граѓаните, тоа е веќе нешто друго. Сега ќе ве прашам како човек кој се бави со политика. Верувате ли дека во Република Македонија ќе има предвремени парламентарни избори? Можно е. Покрај овие локални веќе се знае за можно локални. Но мислам дека нема да бидат парламентарните избори пред локалните. Има можност да бидат заедно со локалните, но мислам како одат работите дека нема да бидат ни со локалните. Постои можност, се заговара и декември и така натаму, но мислам дека најрано што можат предвремени парламентарни избори е заедно со локалните во овој момент. Тоа е моја проценка, не мора да значи дека ќе биде точна. Како се одмарате од политиката? Па искрено да кажам, драго ми е што после подолго време може многу повеќе да се посветам на некои нормални природни работи, многу повеќе да се посветам на семејството и на моите деца, кои што се релативно мали.
Керката е година и пол, синчето е 7 години. Тоа задоволство го немав порано. Една од добрите работи во сето ова е што на карактер добивам многу повеќе, а уште повеќе се посветувам на оние на кои најмногу им требам. Тоа се моите две деца, кои што за волја на вистината многу пати до сега немале можност да се радуваме заедно на заеднички моменти. Само да напоменам дека 2011 година, кога ми се роди керката, јас бев последен што дојде на прославата. Значи, тогаш беше тргна кампањата, централен штаб бев, имав ангажмани и така натаму. Јас бев последен кој дојде на прославата да го прославам раѓањето на моето дете и еве гледате минатиот пат од едни пријатели вика тоа е револуцијата ги јаде своите деца, но не се чувствувам така, останувам доследен на сето она што го кажав, на сите оние принципи кои што ме водели до сега, одговорноста, пред се честноста. Ќе продолжам така да действувам, а драго ми е што и ден денеска можам со крената глава да поминам низ Куманово и да ги слушам сите оние коментари кои што беа предизвикани од сите овие случувања во општина Куманово, во Советот, и од моето политичко действување. Господин Цветковски, времето за нашата емисија истече. Јас ви благодарам што бевте гостин во Плюс Минус. Ви благодарам и на вас на поканата. Секогаш ми е задоволство да бидам дел од оваа емисија и да бидам ваш гостин. Почитувани гледачи, толку за вечерва. Пријатна вечер.